Со самиот почеток на годинава се побројни се полицајците од други држави кои заедно со македонските безбедносни сили го контролираат влезот на мигрантите и подигнуваат нивото на безбедност на македонска територија. Тие за само една седмица успеа да регистрираат и контролираат влез на речиси 16.000 лица кои транзитираа низ Македонија. На почетокот на оваа седмица пристигнаа унгарските полицајци, а во земјава се веќе и словеничките. Покрај оваа мрежа, всушност покрај граничниот премин со нашиот јужен сосед, покрај македонските безбедносни сили, српските, хрватските, ќе патролираат и унгарските безбедносни сили, се со цел поголема безбедност на македонска територија. Унгарските гранични полицајци веќе се распределени долж граничата со Грција, а најголемата контрола се воспоставува во близина на селото Моин, каде неколку пати досега се направени обиди за илегални премини од економските мигранти. Унгарците користат и термокамери за контрола на границата. Словеничките полицајци пак пристигнаа со специјално опремени автомобили и гранични кучиња. Тие ќе контролираат регистрацијата на мигрантите во транзитниот камп кај Гевгелија. Српските и хрватските полицајци се распределени не само на контролниот пункт кај Гевгелија и долж граничната линија, туку патролираат и на македонските магистрални патишта, кои со редовни контроли успеваат да спречат било каков илегален транзит на мигрантите. Македонското министерство за внатрешни работи веќе ги одржа и првите преговори за помош од владите на Австрија и Полска. Македонија и понатаму со своји сили успева сама да се справи со целата бегалска криза. Преговара со повеќе држави за било каква помош, а и понатаму останува без никакви официјални најави за пристигнувањето на Фронтекс, кој би требало комплетно да се грижи за безбедноста на македонската територија и поголема контрола на целата бегалска криза.